со години наназад укажуваме на фактот дека речните корита се депонии. Значи едноставно луѓето немаат кај да го фрлат својот смет, доаѓаат со приколица полна со смет преку мостот во река. Значи укажуваме на тој факт, меѓутоа за жал се уште можеме да кажеме дека таа работа се повторува, особено кај помалите места каде што немаат луѓето служби кои ќе ги собере сметот и отпадот и точно таму е најголемиот проблем. Меѓутоа, како што гледаме, изминатиот период беше соочен и самиот град Скопје со такви проблеми и затоа треба малце повеќе внимание да се обрне кон отпадот и сметот за да се заштитат реките. Гледаме пластики, гледаме секаков отпад без целосна акција, значи прибирање, казни, значи треба казни. Очигледно за нашиот народ потребни се казни за да се научи, за да не го исфрла сметот во реките. Законската одредба е дека до октомври треба да бидат и чистени корита, речни корита. Тоа е окей за големите реки. Тоа породите гледаме дека да доаѓаат во летниот период, затоа што тука треба да се додае во закон за породите важи до мај месец да бидат чисти веќе се обрастени со вегетација. Не само со отпад, не само депонија, него и вегетација и тоа го затвара профилот. Тоа е едно. Второ, она што рековме пошумувањето, треба да продолжи да се зголеми, бидејќи трендот на пошумување е катастрофално паднат. Ако во 81 11.000, тоа е рекорд, 11.000 хектари се пошумени во една година, или просекот за цел тој период 70 до 90 е некаде 6.500 хектари годишно, сега паднавме на 600 хектари. Мислам што е катастрофално, тоа треба да се зголеми. И што би рекол, трета работа е и многу битна урбанизмот.